Македонските граѓани ќе може да патуваат во странство со старите лични карти на кои стои името Република Македонија. Тие ќе важат и ќе може да се употребуваат до датумот на нивното истекување. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ги потсети граѓаните дека мора да поседуваат нови возачки, како и пасоши со уставното име. Личните карти важат согласно важечки встиснат датум во нив. Значи, истите нема потреба да се менуваат доколку има рок на важење на личната карта кој што е ефективен моментално. Согласно она кое што го имаме како искуство досега, врз основа на важечка лична карта, апсолутно дека може да се излезе од територија на Македонија во рамки на оние држави со кои што имаме склучено билатерални договори за да може да излезат и да влезат со важечка лична карта, заради тоа што предметната лична карта, која што е важечка моментално, може да стане неупотребливо исклучиво само доколку тоа го констатира државата согласно закон или согласно друг акт. Тошковски објасни дека граѓаните не треба да сносат туѓа вина, мислејќи на неодговорното однесување на македонските политичари во минатото. Тој упати апел до полициските службеници да имаат разбирање за граѓаните кои се уште не извадиле нова возачка и да им дадат период на адаптација, во кој нема да ги казнуваат, туку само ќе ги опоменат. За проектот Безбеден град Тошковски повтори дека останува приоритет на МВР и дека ќе биде ставен во функција во текот на годинава. За таа цел веќе се изготвува нов предлог закон. Јас ветив дека во текот на 2025 година ќе имаме имплементиран проект. Што значи тоа? Тоа значи дека освен што ќе треба да ги инсталираме камерите, освен што ќе треба да ги поврзиме со оние потребни оптички кабли и така натаму, освен што ќе треба да ги обезбедиме сите потребни дозволи за сето тоа, ќе треба да промениме и законска легислатива, ќе треба да ги припремиме и судовите, ќе треба да припремиме и УЈП во делот на спроведување на постапките, ќе треба еден поширок институционален пристап да се има, тоа го работиме во моментов. Во моментов се изготвува ново предлог законско решение. Ставањето во функција на проектот Безбеден град ќе значи крај на дивеењето по улиците, затоа што секој што не го почитува законот ќе биде казнет, а дисциплинираните возачи ќе може мирно да спијат. Тошковски се надева дека во текот на годинава, освен во Скопје, Куманово и Тетово, проектот ќе профункционира на територијата на цела Македонија. Инаку денеска Тошковски во општина Желино ја отвори новата канцеларија на МВР во која тамошните жители кои се околу 30.000 ќе можат полесно да ги остварат своите права во делот на фотографирање за лична карта, возачки дозволи и пасоши.